Основното училиште Живко Брајковски е училиште кое промовира здрава и чиста околина и како такво е меѓу првите училишта во Македонија кое прави селекција на отпадот. Предизвик е складираниот отпад да се искористи на најдобар можен начин и тоа за подобрување на наставата. Фоти анализа на расположливите ресурси, т.е. отпадот, нивно систематско групирање со цел да создадеме попрецизна корелација со отпадот и дизајнот на нагледното средство што ќе се изработува. Учениците преку самостојно истражување одлучуваат какви производи ќе изработат, па така избраат да изработат нагледно средство по математика. Нагледното средство по математика представува игра со коцки, која ние ја нарековме весели коцки, а бидејќи изработено од отпадоци чини само 0 денари. Целокупната изработка на играта Весели коцки представува проектно учење на тема разложување на броевите на прости множители. Целта на проектот е изработка на нагледно средство од отпадоци кој ќе им помогне на помалите ученици да стекнат вештини за примена на математичките операции. На тој начин, учениците ја искажаа својата креативност и великодушност со тоа што одлучија да изработат нагледно средство што ќе го користат други ученици. Што правиш, Аделиса? Разложувам броевите на прости множители. Што има на секоја бела коцка, Ирфан? На секоја бела коцка има од едната страна парен број, од другата страна непарен број. Белите коцки ни служат за составување на броени изрази. На секоја бела коцка имаме множење и одземање, и делење и собирање. Зошто служат зелените коцки, Јане? Зелените коцки го представуваат најлесното ниво од играта. Ајде покажи ми како изгледа една зелена коцка. На зелените коцки се представени броеви од втората и третата десетка. Спишани си на двете страни од коцката. Прости броеви од втората десетка или сложени броеви со повеќе од 3 или 4 множители. Зошто служат жолтите коцки, Иван? Жолтите коцки служат за да го прикажат средното ниво од играта. Црвените коцки служат за најтешкото ниво во играта. Какви се овие броеви кои се напишани на коцките? Овие броеви се поголеми од 40, кои содржат најмногу 3 множители. Играта ја играат двајца ученици, еден против друг. Таа се состои од 3 тежински нивоа: зелено, најлесно, жолто, средно и црвено, најтешко. Комплетот од 30 бели коцки се ставени во една кеса или кутија и се мешаат. Секој ученик избира 7 коцки од кутијата. Наставникот избира една зелена коцка и ја поставува на масата. Ученикот треба со подредување на коцките да состави броен израз што е еднаков на еден од двата броја што се напишани на зелената коцка. Ученикот кој прв ќе состави броен израз што одговара на дадените броеви, ја зема коцката и ја прилепува до изразот за да добие точно равенство. Доколку равенството е точно, ученикот добива 1 поен. Воспротивно, поенот оди кај другиот ученик. Ако во време од 5 минути ниту еден ученик не состави точно равенство, по иницијатива на двајцата ученици, наставникот може да ја замени зелената коцка и играта да продолжи.
Играта се игра 5 пати, а потоа се преминува на наредното ниво. Правилата за игра на жолтото и црвеното ниво се исти, само што наставникот наместо зелена коцка избира жолта, односно црвена коцка.